Единствениот македонски загубар Прилепски Еврокомпозит и понатаму останува како еден од најнегативните примери за неажурноста и комплетната незаинтересираност на државата за спас на македонското стопанство. После безбројните ветувања, добиени буквално од сите структури на власта, еврокомпозитовци повторно излажани и изманипулирани. Овој пат од страна на премиерот Заев и од двајцата министри Битики и Бектеши, кој уште во април ги задолжил за конечно решавање на статусот на компанијата. Работниците се гневни и лути, велат ги исцрпиле сите адути за да ја натераат државата барем малку да реагира. Ги задолжил во рок од 2 месеци да се реши статусот на вработените, како да се реши. Тие што сме појдени како технолошки вишок, да ни се плата при донесите, воедно и на сите вработени. Како прва точка, како втора точка му е да се најди стратешки партнер и доколку не се најди стратешки партнер, да се оди во ликвидација. Еве информација до премиерот. Да знае дека задолженијата што му ги дал, ама од мртва точка ништо нема тргнато од мртва точка. Освен со работниците, технолошки вишок, состојбата е очајна и со вработените во фабриката. Вработените во фабриката веќе 2 години се без плата, со никаков статус, ниту пак одат на работа, значи ни здравство, ни плата, а што е пак уште поконтрадикторно, одбор на директори си постои и тие си земаат пари, а никаква активност немаат. Објаснуваат нашите соговорници и додаваат дека лага бил и наводниот стратешки купувач на фирмата. Наводно имало заинтересирано стратешки купец, не го кажа нас, ама ајде да не шириме во јавноста од каде едеме код моćна држава, купец, што НАТО го снабдувал со оружје, па наводно че купел и Еврокомпозит. Што спомнам, господинов вице-премиер Анџушев рече купецот е најден е во авион, ама чекале да направи аеродром во Велес па да слези купецот да ја купи фабриката. Лаги невидени. И вработените и работниците технолошки вишок не се задоволни ниту од новиот представник на општествениот капитал, прилепчанецот Александар Талимџиовски. Велат дека и тој за овие неколку месеци, ама апсолутно ништо не направил, освен што побарал некаков попис на веќе испустената фабрика. Еврокомпозитовци се закануваат со штрајк под шатори пред општинската зграда во Прилеп.